Сабри Бериша и прашува дали кардио вежби е подобро да се прават пред тежински тренинг или после него. Сабри, нема црно-бело генерално, но постојат две опции и во зависност од тоа која е твојата цел, избери некоја од двете. Но во принцип, прво сакам да ти разложам. Значи, постојат три системи на произведување на енергија во нашето тело. Два од нив се сигурно добро познати и за тебе, а тоа значи едниот се вика анаеробен систем, при кој што систем и при кое што произведување на енергија се ослободува онаа млечна киселина, односно да речеме после тежински тренинг знае да се воспалат мускулите, затоа што најчесто при тежински тренинзи се користи овој систем за производство на енергија. И во принцип телото го користи гликогенот како извор на енергија и во двата системи кои што ќе ги изборуваме, анаеробен и аеробен, се користи гликогенот за да се произведе АТП, односно аденозин трифосфат. И тоа е практично енергијата која што ние чувствуваме и може би ќе оквалификуваме одреден тренинг дека денеска имав доволно енергија и супер поминав, баш поради овој аденозин трифосфат. Сега, при анаеробниот систем, една молекула на гликоген создава 3 молекули на аденозин трифосфат. За разлика од аеробното вежбање, односно кардио кое што ти го викаш, една молекула на гликоген може да произведе 32 молекули на аденозин трифосфат. И овој систем е познат како оксигенски, односно потребен е повеќе кислород и хемиски реакции кои што ќе предизвикаат за да се создаде енергијата. И затоа при аеробни вежби и при кардио вежби, како што ги нарекуваш, се задишуваме и е потребно да се внесува повеќе кислород за да се одржува нивото на енергија кое што твоето тело го бара. Дали постои подобар? И двата се добри, но во зависност од твоите цели, доколку целта ти е да топиш масти. Во тој случај можеш и двете опции да ги користиш. Прво да имаш кардио па да одиш со тежини, или да одиш со тежини па да одиш со кардио. Но доколку сакаш да создаваш мускулна маса и да ја зголемуваш твојата мускулна маса, во тој случај би те советувал да имаш прво тежински тренинг, па потоа да одиш со кардио, од причина што доколку прво посегнеш по кардиото, тоа значи дека ќе потрошиш голем дел од гликогенот и при тоа за време на тежинските тренинзи ќе немаш можеби доволно сила за да дадеш се од себе, да запнеш подобро, да направиш повеќе серии што придонесува за зголемување на мускулната маса. Но пак ќе ти речам, доколку целта ти е да намалуваш масти, и со двете опции нема да сгрешиш и дури многу е подобро и поодржливо трошењето на мастите доколку ги практикуваш двете опции без разлика која прво доаѓа. Но ако ти е потребна, пак ќе речам, мускулната маса и сакаш да ја зголемуваш, тогаш оди со опцијата прво тежински тренинг, па потоа кардио. Мислам дека ти дадов добар одговор. Ако ти треба дополнително нешто, слободно обрати ми се назад повторно во порака.